Секогаш сме еколошки свесни, кога е во прашање градот и чистотата на градот, секогаш треба да бидеме отворени на тоа поле, на тоа прашање. Затоа токму и денешната тема ќе биде посветена на градот, на чистотата и на работата на јавното претпријатие Комунална хигиена, па токму затоа мој денешен соговорник ќе биде и директорот на Комунална хигиена Драги Митковски. Добар ден и од мене, поздрав до гледачите на Телма телевизија. За почеток би ве прашала како изгледа работата на терен, односно кои се сите активности кои што ги прават екипите на јавното претпријатие Комунална хигиена? Па видете, работен ден, ја би рекол и работна ноќ, бидејќи претпријатието работи 24 часа. Значи, непрекинато ги обавува своите дејности. Дејности, тоа се вообичаено, не вообичаено, него тоа се два области кај што ги даваме услугите. Тоа е подигање на комуналниот отпад и одржување на јавната чистота. Значи, подигањето на отпадот се обавува во сите градски општини и според програмата и оперативниот план тоа се обавува во 75 блока, е распоредено во сите градски општини, плюс рурален дел. Значи, рурален дел, тоа е дел во приградскиве населби, во главном во општините Кисела Вода и Газебава. Во делот на јавната чистота, значи исто така се даваат услугите на целата територија на град Скопје, се што е во надлежност на претпријатието. Значи, кога кажуваме надлежност, тоа се сите јавни површини од аспект на плоштади, велосипедски патеки, пешачки патеки и булевари, односно магистрални и сервисни улици. Значи, тие се во надлежност на градот Скопје и во тој дел исто така се дава таа услуга од јавен карактер. Со кои се проблеми се соочувате, затоа што и самите напоменавте дека во прашање се многу подречја, па кои се најчестите проблеми со кои што вашите екипи се соочуваат при работа на терен? Проблеми постојат повеќе, меѓутоа најчестите проблеми се непрописно одложување на отпадот од страна на граѓаните. И тоа представува вака еден поголем проблем на функционирањето на самата работа. Значи, несоодветно одложен отпад кој што не е во категоријата на надлежност на третирање на комуналниот отпад на претпријатието. Значи, претпријатието не може да третира секаков вид на отпад, значи од аспект на кабаст отпад, од зелена маса и други содржини на тој вид на отпад, и тоа ни представува значително голем проблем покрај тоа што одзема долго време да се подига тој отпад и нормално треба посебни возила, несоодветно е да се третира тој отпад во делот на возилата кои се предвидени за комуналниот отпад од граѓаните. Се воведе ново правило за забрана за фрлање на отпад после 22 часот. Колку граѓаните го почитуваат тоа и каде може да пријават доколку некој неправилно го складира отпадот? Таа мерка, односно, е одлука на Советот на град Скопје и да, мислам, ни олеснува при работењето на јавното претпријатие Комунална хигиена, бидејќи со таа мерка целта беше да се ограничи одлагањето на отпад после 22 часот. Во главном тоа се однесува за угостителските објекти и некои приватни субјекти кои намерно одреден вид на отпад го одлагаат после 22 часот, нели, кога контролите се понамалени и кога е, нели, по така на некој скришен начин тој вид на отпад да го одложат покрај контейнерите. Не толку за граѓаните. Граѓаните во принцип и многу малку дел од граѓани го одлагаат отпад после 22 часот. Нели, тоа е вака нормално и дава мерки ова одлука. Сега контролата е исто така надлежност на градот Скопје, односно на инспекцијските служби на градот Скопје, така да мислам дека се
постигна еден прилично добар ефект од таа мерка. А ова второто прашање во однос на пријава на граѓаните за подигање на некаде неподигнат отпад или подигање на овој што го нарековме кабаст отпад, односно отпад кој се третира на посебен начин, има два телефони. Тоа е дежурен телефон 3216 644, тоа е за подигање и празнење на контейнери, дежурен телефон, и овој другиот телефон 0800 222 33, тоа е телефон кај што граѓаните може да се обратат доколку имаат поинаков вид на отпад, нели од домаќинството, реновирање, било што, да услугата ја даде јавното предпријатие комунална хигиена. Нормално за таа услуга има одреден финансиски надоместок, не верувам дека, мислам дека околу 2000 и нешто денари, е да нели на таков еден организиран начин го истретираме тој отпад, а не вака како што често знае да се случува, да биде одложен покрај контейнерите или во самите контейнери, каде што ни прави проблем понатака при третирањето. И за крај, со оглед на тоа што секогаш треба да сме еколошки свесни, која е некоја порака која што имате да ја пратите до граѓаните и до сите оние кои што можеби не знаат како правилно да се грижат за отпадот? Препорака, знаете што, само малку да бидеме поодговорни, колективно одговорни. Ништо повеќе од тоа. Затоа што кога сме лично одговорни, ние знаеме како граѓани да бидеме одговорни. Меѓутоа, кога е малку колективната одговорност треба да биде, малку сме тука понеодговорни и така да сметаме се што е јавно е обврска на некој друг, не на нас лично самите. Ние кога сме лично одговорни, дворчето знаеме да си го средиме да биде убаво. Меѓутоа, кога треба јавните површини малку да изгледаат убаво, таму сме малку понеодговорни. И затоа јас често пати, апел и од овој момент, често пати го кажувам тоа. Значи, не треба, знаете како, секој граѓанин треба да биде инспектор на некој начин, секој граѓанин треба да биде лице кое ќе се грижи за својата средина. И ако само таков приод имаме кон јавната чистота, кон хигиената во градот Скопје, навистина ќе имаме резултат. Затоа што, знаете како, не е добро комшијата ако го гледа својот комшија да непрописно одлага отпад, па му помогне во тоа, него треба да му укаже дека тоа не е соодветен начин, дека има начин на кој може да се регулира тоа за доброто на сите, за доброто на граѓаните, на нашите деца, на градот Скопје. Да, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас.